И ете го најпатуваниот автомобил во Македонија во изминативе 2 дена, Фортинг S7 со важната додавка РЕЕВ, односно електричен автомобил со продолжен досег. Сега измиена и да се посветиме уште на квалитетите во стоење. Изгледот е навистина впечатлив. Напред, јас ја нарекувам Дарт Вейдеровски автомобил, ја има таа појава, посебно што е и црна. Меѓутоа, не изгледа тоа премногу агресивно. Скапите бои, да не ги напоменувам, тоа се подразбира кај Фортинг. Меѓутоа, скапи само во поглед на изгледа. Тоа не е обична црна унибоја, туку е со бисерен ефект. Има осветлено лого, заштитниот знак на Фортинг и светлава. Навистина личи како Дарт Вейдеровски автомобил и широка има трага, многу е широка. Изгледа масивно, која ќе се појави на улица, изгледа представително, изгледа како целиот пат да го сака за себе. Меѓутоа, се е подредено на аеродинамичноста. Ми се допаѓа тоа што се издадени, спортски се издадени крилата, изгледа како спортско купе, оди во насока на спортско купе. Ќе ја наречам Гран Туризмо. Но тоа што е посебно се издвојува е страничната силуета. Ова е најочигледен пример за странична силуета во форма на капка. Капката има најаеродинамична форма. Капка дожд, капка вода во паѓање. Се оформува со најмал отпор. Тоа е правило уште од времето кога оваа форма ја гледавме само кај експерименталните автомобили, односно кај концептни автомобили, прототипи, па веројатно пред повеќе од 30 години. Еве ја сега. Ја направија овие Донфенговци, ја воведоа во серија. И издолжен е опашот. Фортинг нема намера да продава поголем автомобил за помалку пари, туку оваа форма, како што и нагласив претходно, е изведена, е продолжена, издолжена, со цел да се постигне колку е можно понизок отпор на воздух. И опашов е тоа што најмногу ќе ви импресионира. Ова е Поршеовски, 911-ка, алинијава. Значи, без каков било компромис, без каква било задршка, се спушта, превоѓат, значи, се повлекува наназад, пак ја следи таа форма на капка. Ова, која ќе погледнете, навистина, ја засекувате лимузинава. Назад е поширок и опашот, тука околу тркалата е поширок, за да го пренасочи струјането, да го избегне отпорот кој што се создава во самите подкрила. Меѓутоа, оддава, изгледа спортски и изгледа моќно. Изгледа прави некоја комбинација од спорт и моќ, динамика и убавината, практичност. Опашов е, уште ми останува опремата, багажников е огромен. Навистина длабок, треба убаво да се наведне човек за да допре до крајот, има преку 1 метар. Меѓутоа, овој багажник за време на снимањето, значи низ цела Македонија, со сета опрема што ја има за да се снима GoPro, камери, држачи, кабли, полначи, ова ми се покажа исклучително корисен простор. Значи, буквално имав како канцеларија, подвижна мобилна канцеларија, каде што се ми беше на досек. Тоа е едно. Значи, огромен багажник, низок е, секако и тука е внимавано, значи не се оди на картата да биде колку е можно поголем, подлабок багажник што ќе импресионира. Туку е одена на картата да се добија таков багажник без да се нарушува формата на каросеријата, аеродинамичната. Убаво е обложено, се е обложено убаво, тоа ми се допаѓа. Добро, тука нема ролетна, што јас би сакал да ја видам тука. Меѓутоа и класата е таа. Долу има чисто изведен простор, има тука за кит, за поправка на тркало, цврста облога, се примерно пристојно изработено. Тука не е најзаштитена заптивката, значи при товарење ќе треба да се внимава да не се оштети таа, но е секако добра изработка. Морам да го напоменам тоа, дека е добра изработката, широк е доволно просторот, иако назад е мултилинк, широк е просторот меѓу крилата назад, меѓу подкрилата, значи за да се пренесе, да се искористи просторот. И е практичност. Нема попрактично нешто од комби лимузина. И за внатрешноста, секако повеќето кадри од снимањето, од патувањето, беше присутен кокпитот,
го познавате веќе кокпитов каков е и вратите овој многу емотивен момент како кај спортско купе без рамка на прозорците. Внатрешноста е изработена многу отмено. Кинезите одамна ги напуштија, ги надминаа тие предрасуди дека нивните автомобили се пластично, не изработени квалитетно и напротив. Сега ова е изработка, ова е впечаток, чувствена грижлива изработка каква што европејците допрво мора да се потрудат да ја постигнат во автомобил од оваа класа. Значи зборуваме за средна класа. Материјалите се фантастични. Ова не е природна кожа, но се чувствува како природна кожа. Значи, ме прашуваа луѓе неколку пати и странци во Лейквју каква е изработката. И еден возрастен човек, адвокат, шотландјанин, седна и кажа изработката е убава, ми се допаѓа кожата. Значи, тоа е се, тоа кажува се. Се е обложено, значи горе, да, ова навистина е малку покрута, меѓутоа изгледа пријатно. Овде е мека облога, па има некоја си имитација на дрво, обложено со обрабено со рамки, бојава одговара, формата одговара, пријатно е. Нема никакво потење. Значи, има вентилација во седиштата, меѓутоа целото патување го поменав, заборавајќи дека имам вентилација во седиштата. Има 3 степени на вентилација, има грејење, има електрика, има меморија, има чуда. Воланот секако се мести сега и по длабина и по висина, не си дозволува таков луксус повеќе кинезите. Средишната конзола е широка, навистина, но не пречи. Посебно што добивате тука еден простор кој што ви е веднаш на рака, било за документи, било за телефонот да ви е тука при рака, секако овде се полначи, држачи за чаша, практична преграда со отворање, значи тука под подпирачот за лакти. Тоа што не ми се допаѓа, би можело да биде малку подобро решено е што кога ќе посегнете по дисплејот и го подпирате тука лактот, меѓутоа лактот се подпира врз бравата за отворање на преградава и сега не пречесто, меѓутоа ми се случи еднаш или два пати ми се случи да притиснам и вистинското заокружување на приказната за просторноста на внатрешноста секако дека следи назад. Вратите назад исто се со прозорци без рамка, не се затвора до крај, меѓутоа сега зарем за се морало да се забележи. Комотно седење. Имам многу простор за нозе. Ете, толку е. Значи, од моето седење имам па уште цела дланка и плюс простор. Во поглед на висината на просторот, значи се подшитува аеродинамичност. Не се добива многу простор, но не се добива и стеснетост, но затоа се добива гледка каква што ретко ќе ја доживеете во друг автомобил. Тука ќе посакате од оваа гледка сега што ја добивам, ќе посакате да седнете, да пуштите друг да ве вози или друга да ве вози и да уживате во оваа гледка. Значи, ова е нешто спектакуларно. Максимално голем простор. Малку нешто ја попречува гледката, облачење, сонце, небо, сино. При патување, ова ќе ви прави доживување дополнително. Покрај тоа што е просторно, значи, секако има ширина, малку се стеснува назад, не е максимална толку, тука неколку сантиметри се повлекува, но не е непријатно, ја има просторноста. Но, како што тргнав да објаснувам, надоместуваат кинези, да, малку е помалку, простор има. Сега не допирам јас со главата до стакло, но се неколку прсти, 3 прсти може би имам простор до стаклото, но надоместуваат со тоа што ја добивате оваа спектакуларна гледка. И ништо не пречи. Ширинава е, верувам дека е преку 1 метар. Покривот има заштита од UV зраци, така што не се прегрева премногу внатрешноста, нормално е загревање, не е и во текот на возењето ретко имав потреба да ја зголемам, односно
одвај дека и некогаш попуштив или намалив ладење, немаше никаква дополнителна потреба за да ладам нешто повеќе во внатрешноста, исто и назад. Има дури два джеба тука, преграда нема преграда, има два джеба, има отвори во вратите, истата изработки назад, мека, значи ова е бизнес лимузина. И отвори за воздух, големи, крупни, немам команди тука, и приклучок USB-C, тоа го има. Сега, нема потпирач за лакт во средина и клупава не е поделена. Но доброто е што е доволно цврста и нема потреба, значи, да, само од таа страна има јазиче за спуштање, тоа ете, тргнав јас да објаснувам и тоа не видов дека тука нема јазиче за спуштање. Значи, јазиче има само од оваа страна. Зошто е така изведено, не ми е јасно. И еве го. И се спушта, доволно е цврста, за да не мора втор човек да ви помага, но зошто нема потпирач и зошто не е поделена, тоа не ми е јасно. Тешка е, тоа е добро, затоа што имате одлична потпора, вентилација. И истава кожа ја имате назад, многу отмено чувство. Каросерија што навистина е подредена на аеродинамичност, но нуди просторност, нуди комоција, нуди отменост и е изработена различно со овој огромен отвор до багажникот и просторна кабина. Изгледа точно како електричен автомобил со кој што ќе сакате да го обиколите светот. Затоа што е најбензинскиот електричен автомобил и најелектричниот бензински автомобил, како што прикажав на тестот, односно како што покажа ова фортингче на тестот. Затоа што кога ќе го искористите, кога ќе искористите енергијата во батеријата, понатаму имате слобода, не сте обврзани веднаш да барате полнеж, туку едноставно може да си наполните бензин во резервоарот и да си продолжите до првиот најблизок брз полнеж, каде што за 30 на минути ќе постигнете целосна наполнетост, односно до 80%. Уште 15 на минути ќе треба да почекате додека се наполни до 100%. Ме одушеви.